Здраво, дечки, и добре дојдовте во уште едно ново Дома со Леа видео. Заприметивте сигурно, ако сте сабскрајбери на овој канал, дека не објавувам видеа толку редовно како што тоа го правев. И сигурно претпоставувате, тоа е затоа што да се биде мајка на две дечиња, едно 2,5 годишно и едно 4 месечно, е многу напорно и го бара сето време што го имате да го посветите. Така што, всушност, најголема причина зошто не снимам ми се несинхронизираните преспивања на децата во текот на денот. Бебето си спие 3-4 пати во свој ритам, Зара спие еднаш во 2 дена, преспива преку ден и обавезно во секоја соба има некој што или е буден и прави звуци, или спие и не треба да се прават звуци во негово присуство. Така што, еве, ова е еден од ретките моменти кога можам да снимам. Она што не успеав да го одбележам беше прославата на 2 години постоење на Дома со Леа. Каналот Дома со Леа полни 2 години е во етерот на YouTube. Многу сум благодарна за сите прегледи, за сите коментари, лајкови и посебно за сите сабскрајбери досега. Сакам поединачно да им се заблагодарам. Доколку се уште не сте сабскрајбер на овој канал, ве молам, притиснете го ова црвено копче subscribe. Потполно е бесплатно. Тоа што вие ќе го добиете како сабскрајбер е најава, односно нотификација за секое следно видео кое што ќе го објавам тука. А она што јас го добивам од вашиот сабскрајб е побрзо стигнување до бројката од 1000 сабскрајбери, после која што YouTube ќе ме препознае како контент креатор и како партнер и конечно ќе можам да ги монетизирам видеата, односно да заработувам од рекламите кои што се објавуваат на овие видеа. Така што многу ми значи вашата поддршка и вашето притискање на subscribe копчето, кое што е потполно бесплатно за вас. Мене ќе ми донесе многу голем напредок во поглед на Дома со Леа. Иако не снимам активно, работам активно на правењето сценарија за следни видеа, посебно затоа што сакам доста да зборувам за методите на Монтесори. Тоа е школата основана од педагогот и доктор Марија Монтесори. Многу одамна, многу пред да постојат правата на децата и многу пред воспитувањето на децата и учењето на децата да се сврзе во контекст со здрава и напредна младина, туку кога тие работи едноставно се правеле традиционално, да кажем. Методите на Монтесори се многу корисни и покрај тоа што најчесто се работат од 3 до 6 години и понатаму во школска возраст над 6 години, постојат и работи кои што можете да ги правите од првиот ден за да се осигурате дека вашето дете го воспитувате во духот на оваа многу корисна школа која што ги оспособува и осамостојува децата. Јас истражував самостојно и претежно низ литература за Монтесори, меѓутоа сакам сите заклучоци кои што ги имам донесено и сите шорткат и практики кои што ги имам спроведено да ги споделам во овие видеа со цел да се заинтересираат што е можно повеќе родители, да си го олеснат родителството и да бидат сигурни дека прават работи кои што се на долг рок корисни за своите дечиња. Покрај ова, ви спремам и едно видео за нејадачи, бидејќи како што најверојатно имам спомнато досега, ќерка ми не е некој љубител на големи количини на храна. Дури и одев на курс кај нутриционист да научам што треба да јадат и како треба да јадат дечињата на нејзина возраст. И главната лекција што ја стекнав на тој курс е дека всушност она се јаде супер за соглед на нејзината возраст, а нашите очекувања не се подесени со нејзиниот апетит за храна. И тоа беше откровение за мене, меѓутоа во процесот додека да дојдеме до тоа, развив неколку рецепти со кои што се осигурувам дека нутритивни бомби влегуваат во нејзината исхрана, посебно во периоди кога заради X причини уште дополнително помалку е заинтересирана за храна. Токму во следното видео ќе ги споделам овие рецепти за нејадачи, така што притиснете subscribe и очекувајте го следното видео за неколку дена или недели од сега.
Ви благодарам многу на вниманието. Поздрав од нас!